ние меѓу нас се идентификуваме и се нарекуваме како нашенци. Е тоа што не прави посебни. И како нашенци во овој момент, ние сите мора да бидеме обединети и заедно да победиме. Овде не се работи за победа на Валентина. Многумина од вас ме знаат. Јас доаѓам од овде, од Мала Преспа. И со мојот труд јас успеав да создадам свое место, да изградам собствено место и свое име во албанското општество. Но јас не ја прифатив ова трка заради мои лични интереси, ниту пак за личните интереси на председателот на партијата. Јас од овде потекнувам, од скромно, но честно и трудолюбиво семејство. И со својот труд јас успеав да постанам, да станам нешто. Но тоа што ме принуди да ја прифатам ова трка е состојбата во која што се наоѓаме ние македонците. И барем во овој момент мора да им покажеме на сите албанци дека сите ние македонците сме знаем. Заедно и заедно ќе победиме. Исто така, сакам да го наведам овде и фактот дека ако на списоците, барем на една од албанските политички партии, би било наведено едно македонско име на сигурно редно место. И јас иако не се согласувам со нивните програми, но сакам да наведам дека јас нема да ја прифатев ова трка. Но подредувањето на 13-то место на македонската личност, тоа е смешна работа. Тоа е големо понижување и секој што е свесен македонец може да свати дека со тоа се стреми да се внесе духот на поделба меѓу нас. Но ние сме заедно и оваа битка заедно ќе ја победиме. Драги мои браќа и сестри, сите вие ги гледате вестите во Македонија. Ги гледате таму албанците кои во никаков случај не дозволуваат да гласат за македонска партија. А во тоа место каде што живеат само албанци не дозволуваат нито да постои македонска партија. Од ова својство на вистина и ние мора да земеме пример. Со тоа ние можеме да го чуваме својот идентитет. Со тоа ние да може да станеме со гласање на македонската партија, ние можеме да станеме видливи, моćни и решавачки фактор за својата судбина. Живееме во 21. век. Кога човековите прави се гарантираат со меѓународни конвенции, но ние за да ги стигнеме нашите права, мора да имате свој пратеник во албанското собрание. И само тоа, само на таков начин, ние мора да добиеме тоа што ни прибаѓа со меѓународни конвенции. Верувам дека е време кога сите ние македонците, без разлика од нашите поранешни политички гледишта, барем кога се работи за решавање на својата судбина, сите ќе ги оставиме настрана личните несогласувања, меѓусебните инаети и ќе задржаме граѓански и цивилизиран став како народ со древна култура, како наследници на цар Самоил, кој војувал и работел овде во Мала Преспа, за Мала Преспа да остане македонска и овде да се вее македонско знаме. А секој преспанец, а и секој македонец, ако се чувствува македонец и ако има македонска крв, мора во овој момент да бидеме сите заедно, сите да гласаме за македонска алијанса, за тоа што таа е нашата партија. Јас не ветувам дека ќе направам чуда за вас, но во едно нешто сум сигурна и убедена. Ако ние успееме да бидеме застапени во албанскиот парламент, ние се залагаме за економски развој на Мала Преспа. Убавините што ни ги подари природата ги нема нигде во светот, но со понатамошни инвестиции, со подобрување на инфраструктурата,
ние ќе успееме да претвориме нашата мала Преспа во најубавото подрачје во Балканот. Исто така ќе успееме што овде да се развива не само летниот туризам, туку и зимскиот туризам, затоа што ние ги имаме сите поволни услови за развивање на туризмот. За секое семејство да добива подеднакво субвенции, како за земјоделските, така и за сточарските производи. Овде наша Преспа, што повеќе нудат во Скопоја или Дарда, што тамо се развива туризмот, а овде до сега дали го подигнал гласот некој социјалист или демократ за вашите права, за да добие да привлече инвестиции од албанската држава? Не е да не подигна, зашто секој од нив работи и мисли само за сопствениот интерес, а не за интересот на македонскиот народ и на вас, обичните селани, кои што живеете само со тоа. Исто така, наша цел е за образованието и не само овде во Мала Преспа. Ние да им покажеме и да им докажеме на албанските власти дека нас не има не само овде во Мала Преспа, но не има низ цела Албанија. И сите тие ваши деца и браќа кои се преселуваат во урбаните центри, а немаат право да го изучуваат мајчиниот јазик. Драги браќа, без мајчин јазик, без изучување на мајчиниот јазик, ние како нација се асимилираме, се губиме, исчезнуваме, а тоа не можеме да го дозволиме. Мора да им докажеме дека ние како македонци овде постоиме, а нема да подлежуваме на дискриминација. Нашата мисија е за постигнување на човековите права и слободи, што и ние да бидеме рамноправни со албанците, да го подигнеме јавната свест, да го запознаеме и меѓународниот политички фактор, дека ние македонците постоиме и мора, а не сме ние доселеници, но сме автохтони, живееме во своите предели и како такви бараме да бидеме рамноправни овде во албанските институции, таму каде што се делат правите на сите малцинства. Како што имаат грците и чаните, така и вие мора да имате свој пратеник, а со вашиот глас тоа ќе го постигнеме. Имавме случај на избркување на сите воени лици од албанската воена армија. Дали некој социјалист или демократ го подигнал гласот за своите дискриминирани браќа? Не. Нашата цел е што ние исто така да бидеме учесници, да учествуваме во секоја албанска институција, да бидеме равноправни. Нашата стратегија е за вработување, секој семејство да биде застапено во албанските институции, во судството, каде што нема ни еден представник македонец, иако има стотици млади образовани кадри, но до сега ни еден немаме представник македонец. Тоа не можеме да го дозволиме повеќе. Мора сите заедно да бидеме и да им докажеме. Нашата цел е исто така во нашата програма да добиеме здравствена услуга за секое семејство, каде што да профункционира и овде болницата поранешна, а не да имаме коруптиран здравствен систем, каде што тој што нема да плати мито не добива никаква услуга. Драги браќа, тоа и многу повеќе ние можеме да постигнеме ако сите заедно бидеме обединети и го дадете вашиот глас за Македонската алијанса. Нашата мисија се разликува од другите политички мисии, бидејќи е прогресивна дејност, каде што секој од вас со својот глас за Македонска алијанса дава придонес за својот народ. На таков начин ние може да се интегрираме, напредуваме, а тоа што е најважно се ценат нашите вредности како македонци. Драги македонци, не можеме повеќе да стоиме под сенката на социјалистите или демократите и да бидеме нивна патерица, но мора да го користиме својот идентитет за вработување, за образување, за информирање на мајчин јазик во јавната телевизија, каде што немате право да бидеме информирани на својот мајчин јазик.
Тоа и многу може да се постигне само ние ако бидеме застапени во албанското собрание. Ние не сме граѓани од втор ред, но сме лојални граѓани и како такви, барем во овој момент, мора да им докажеме на сите. Исто така, бидејќи не сакам многу да ве задржувам, сакам да ги повикувам сите тие кои што се чувствуваат македонци и тие кои што стојат под закрилата на социјалистите и демократите. Време е да не работат против интересите на македонскиот народ, зашто утре историјата нив ќе ги осудува. Време е, ова е историшка шанса и може сите да се докажеме како македонци. Мора сите да бидеме застапени на иста линија и ова битка заедно да ја победиме. Дозволете ми, драги браќа и сестри, да бидам вашиот глас, вашите очи и вашите уши во албанското собрание. Таму во храмот на правдата и слободата да го подигнеме гласот како македонци и да ги побараме нашите права. Гласајте за Македонска алијанса. Гласајте за вашиот идентитет. Гласајте за вашата иднина. Гласајте за бројот 63. Благодарам.